Наш гостин е пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Бојан Стојановски. Добре дојде во студиото на Брифинг. Ви благодарам за поканата. Реков ќе зборуваме за некои од овие ставови кои што и пратеничката од ги изнесе, меѓутоа да ве прашам на почеток она фрлена ракавица од премиерот Заев за заедничка влада, при тоа влада на ВМРО ДПМН и СДСМ во која што нема да го има Христијан Мицкоски. Каков е одекот во партијата за овој предлог? Видете, ние го соопштивме нашиот став, а тоа е официјалниот, јасно ми е, овој неофицијалниот каде што разговарате. Ќе ви го кажам, да. 3 дена после оној циркус со мнозинството, каде што фанфареа по медиумите дека имаат стабилно мнозинство, стигна онаа понуда од Зоран Заев за влада за национален спас, чинам дека се велеше. Тука се наметнува на прашање ако по 4 години премиер, кој што ја управува владата, ја донесе до земјата до стадиум да има национална влада за спас, тогаш можеме да видиме и да направиме ретроспектива на неговото владење. Ставот на ВМРО ДПМН е јасен, преговори со мафија нема, ќе ги поразиме на избори и понатаму ВМРО ДПМН ќе состави влада која што ќе води оваа држава и ќе ја избави од целата криза која што се наоѓа во овој период. Стојановски, во претходните изданија на Брифинг имаше колеги пратеници од твој секако не од не новинари изборувам, од редовите на ВМРО ДПМН со кои што разговаравме во поглед на тоа парламентарно мнозинство дали го има или го нема Заев. А од друга страна, Заев беше тој кој што сам побара да се гласа доверба на владата и всушност она парламентарно мнозинство кое што му ја одобри владата и даде зелено светло и даде поддршка. Во таа насока ова што го говорите вие и тоа што се случуваше во собранието не идат едно со друго. Видете, и тогаш ние кажавме дека целиот тој чин беше само за да се дисциплинира она мнозинство кое што тој на тој начин го потврди, без при тоа, ја па фрлам ракавица кон оние пратеници од коалицијата во владиното мнозинство да јасно одговорат дали знаеле за што гласале, односно дали вечерта кога им било јавено дека треба да дојдат, да го потврдат дневниот ред за таа седница, им било кажано дека ќе дојде премиерот и дека усно ќе стави гласање за доверба на владата. Понатаму, тој ден се изгласа мнозинството, утредента повторно немаше кворум во собрание за да може собранието да функционира. Да ве потсетам, пред тоа над 22 дена ние немавме седница на собранието. Тоа мнозинство не е функционално и тоа се гледа во секој ден во работата на собранието. Така да и денеска сега после ова гостување ќе имаме ние седница од 12 часот, па ќе го провериме тоа мнозинство дали е така стабилно или дали повторно ќе имаат проблеми со создавање на кворум за функционирање на самите седници. Ајде, бидејќи премиерот Заев зборува дека неговото мнозинство е стабилно, дека тие немаат проблем, дека има само отворена врата и за пратеници од опозицијата. Од друга страна, реториката на господинот Мицкоски е дека се разговара со други пратеници кои што не се согласуваат, ова што го говорите и вие. Во тоа врбување во тој пазар, условно кажано, на народни представници, на каде струи, на каде се насоките, кој со кого коалицира, кој со кого разговара за станување дел од некоја друга парламентарна група, нематичната. Видете, вие водите разговори со вашите пратеници од можеби од ДУИ, можеби од опозицијските албански партии, можеби и со луѓе од парламентарното мнозинство. Видете, јас кажав неколку пати наназад дека ВМРО ДПМН разговара и ќе разговара со пратеници кои што не се согласуваат со политиките на ова владеачко мнозинство и на Зоран Заев. Вие можете да видите дека проблемите во владеачкото мнозинство се до таа мера изразени да имаат самите проблем да свикаат во собранието седници или да создадат кворум, не заради тоа што пратениците на опозицијата не се присутни, туку заради тоа што со дисонантни тонови од владеачкото мнозинство едноставно не може да се договорат кои точки ќе бидат на дневен ред и дали денеска ќе присуствуваат за да може собранието полноправно да одлучува. Видете, во целиот тој фолклор и изјави за прекрување на мнозинствата, дека Заев ќе земал двајца, тројца, дека собранието било закочено, губат граѓаните. Можеме да видиме дека нема ниту една сфера во општеството каде што не доживуваме пораз или граѓаните не се соочени со катастрофалните политики на таа влада. Ајде да разговараме за овие конкретни работи, а за она прекројување на мнозинство или зголемување на владеачкото мнозинство ќе кажам дека си го потврди мнозинството, па по 3 дена бараше национална влада. Така да тука сметам дека апсолутно нема никакви факти и аргументи на кои што треба да му се верува или треба да се потпре мнозинството на Заев. Во таа функционалност и потребите на граѓаните кога ги говорите, реакцијата на
не на владата, туку на владеачката партија, на СДСМ, која што ја обвинува ВМРО-ДПМН за деструктивност, бидејќи со месеци вели блокира закони клучни за подигање на квалитетот на граѓаните. Законското решение закочено со 2000 амандмани за нов клинички центар, едно од нив. Законско решение за обезбедување средства за реализација на еколошки јавен превоз во град Скопје, законот за легализација на бесправно изградени објекти, еден куп други закони. Каде е кочницата? Кај вас? Кочницата е кај владеачкото мнозинство, како што кажав. Можевте да видите, на повеќе од 22 дена ние не можевме да се собереме за да одржиме седница. Прво, опозицијата нема никаква обврска према деловникот да обезбедува кворум. Понатаму не е точно, ние на неколку пати сме кажале, се она кое што е во интерес на граѓаните, ВМРО-ДПМН секогаш го поддржувало, конкретно за тие закони кои што ги кажавте. Новиот клинички центар не е исто во интерес на граѓаните? Видете, новиот клинички центар, вака како што е концепиран, е само во интерес на Зоран Заев, заради тоа што е многу несериозно вие да поднесете предлог закон до собранието од 9 члена и од 2 страни, каде што сакате да го задолжите 500 милиони евра македонското граѓанство, а при тоа да суспендирате други 4 закони, односно да го овластите министерот за здравство да преговара по тој посебен закон. Таква сделка ВМРО-ДПМН никогаш нема да поддржи. И еве, чувствувам должност да одговорам за тој клинички центар, заради тоа што сум и често повикуван од страна на опозицијските пратеници, заради тоа што сум од Ѓорче Петров. 4 години го ветуваа дека ќе го почнат. 4 години нема ни таму фрлено една лопата или закована една шајка. Со ова докажуваат дека 4 години само го лажеле народот, а немаат спремено ни техничка документација. Никој не ги спречува, ниту јас, ниту пратениците на ВМРО-ДПМН да почнат, можат и уште утре да почнат, а во интерес да тоа кој го блокира собранието, ние неколку пати сме кажале, еве ги повикуваме сите оние закони кои што имаат предзнак за справување со ковид кризата, нека ги стават на една собраниска седница и ВМРО-ДПМН како и се досега во интерес на граѓаните, ќе дојде тоа и ќе го поддржи. Само да ве потсетам, пред неколку дена со гласовите на ВМРО-ДПМН се изгласа законот за продолжување на рокот за откуп на тутунот, каде што им се продолжува рокот на луѓето и им се помага, и тоа е директна помош, и ВМРО-ДПМН присуствуваше, направи кворум и со нашите гласови тој закон помина, и повторно само заради тоа што немаше присутни пратеници од владеачкото мнозинство. Ако тие немаат, нели, како што велите, фрлено ниту лопата, а имаат законско решение кое што им одговара само на владеачката структура, во овие 2000 амандмани кои што го има ВМРО-ДПМН, што е понудено како решение или како некаква конструктивна критика? Видете, нема подобро решение од тоа да имате вие готов проект кој што чини 5 пати помалку од ова и само да отворите јавна набавка, да изберете изведувач и досега 4 години вие да го завршите клиничкиот центар кој што и самото проектирање и сите постапки се платени со народни пари. Ако вие 4 или 5 години, еве скоро 5-та година тераме, уверувате дека вие ќе изградите нов клинички центар, а немате никаква насока во придвижување на тие активности, тогаш не се работи за блокада на опозиција, туку се работи за вашата неспособност. И тоа треба јасно и гласно да се каже. Времето поминува, не се работи, а тоа можеме да го видиме и со сите други работи и сите сфери од општеството. Дали е образование, труд и социјала, дали е финансирање, дали е вакцинација како најнов пример каде што можеме да видиме неспособноста на владата во справување со здравствената криза. Така да сите оние трикови кои што ги прават за споделување или префрлување на одговорност нема да им успеат затоа што народот ги препознава. А она одбранбена реторика за недостаток на вакцини кај самите производители, бидејќи не е само Македонија едно од загрозените. Моите лични ставови не се ни важни како се набавуваат тие вакцини. Меѓутоа, кога ќе се земе во предвид глобалната слика, ретко успешни држави кои што веќе имале набавено и веќе спроведуваат некаков ефикасен процес на вакцинација. Македонија не е исклучок од начинот на кој што се справуваме со пандемијата. Видете, не е исклучок од начинот на кој што се справуваме со пандемијата, ама не можете вие да кажете дека 4 или 5 месеци постои самиот тој процес на вакцинација, дека ние во септември 2020 година сме добиле понуда од Руската Федерација за набавка на вакцини, а не сме ја искористиле ради некој тесно политички интерес. Не можете да кажете дека успешно се справувате. Не тесно политички, НАТО интерес. НАТО интерес, да. Видете, смешно е, дури не знам како да ви кажам. Денеска пред да дојам тука прочитав Руанда, Камерун, Конго имаат вакцини. Молдавија, која што не е членка, ниту па е близко до отварање на преговори со Европската унија, доби 21.000 вакцини. Ние имаме 8.000 кои што се подарок, кои што може само 4.000 луѓе да ги искористат, и 3.000 од Спутник В,
кои што ќе се користат само за примарна, а не секундарна вакцинација. Ова е очено што се случува, ама еве можеме да видиме зошто било тоа така. Во изминативе 2 дена реномираниот италијански медиум La Verità објавува документи дека наместо да преговара Министерството за здравство директно со кинеската држава како што тоа го бара самата држава, пробало да преговара преку посредникот Хонг Конг со дупла повисока цена и веројатно во интересот бил финансиски, а не здравствен, за да им се помогне на граѓаните. Само сакам тука да кажам една работа. Од одговорноста никој нема да избега и дека за ова тие луѓе ги одговараат. Таа е препознатлива секако опозицијска реторика и со истата реторика беше и кога СДСМ беа во опозиција, нешто што е веројатно треба да се исфрли надвор од јавниот дискурс, бидејќи заложбите мора да бидат многу по детализирани на хартија и кога сме на таа тема, детализирање на идеи на хартија, ќе го употребам прашањето, ако тие се неспособни во начинот на кој што се справуваат нели со пандемијата и ако претенција на опозицијата е да ја наследи управувачката улога со државата, власта, тогаш опозицијата е онаа која што треба да изгледа со конкретен план како да се набават тие вакцини и како да почне тој процес на вакцинација. И сега тој дел ме интересира, бидејќи од обвинувања нема фајде никој. Така е. Се согласувам а ниту ни со вас. опозицијата. Вашето прашање вака имаше 2 дела, јас ќе го поделам мојот одговор во 2 дела. Првиот ќе биде дека не се само празни флоскули, дека сите оние афери кои што излегува во изминатиот период од јавноста мора да имаат завршница, ама не завршница како што одговара сега, па некој слободно ќе избега надвор од границите на државата, па со преговори ќе го враќаме назад. Не е туку правда еднаква за сите, каде секој оној кој што се огрешил пред законот, без разлика од која превиненција доаѓа, ќе треба да одговара. А понатаму скоро една година, пред некој ден одбележавме нели една година од првиот детектиран ковид случај во државата, ВМРО ДПМН константно излегува со конструктивни предлози. Еве конкретно и за вакцинацијата. Ние велевме, без разлика од каде. Важно е здравјето на граѓаните. Почнете да работите. Веќе од септември сте имале понуда. Септември, октомври, ноември, декември. Сега сме 3 месец, односно 7 месеци после првичниот датум од кога сме имале понудени вакцини. Завратете ги ракавите и почнете да обезбедувате вакцини за граѓанството. Затоа што не можете вие да велите дека вие сте некако анулирани заради тоа што сте мал пазар, а еден Гибралтар, една Малта, една Црна Гора, сите соседни земји околу нас да почнат во декември, а вие 3 месеци да доцнете да нема на повидок набавка на вакцини. Она што мене посебно ме загрижува е тоа што премиерот на државата кажа дека наредните вакцини ние ќе ги имаме во вториот квартал на годината. Што значи дека ние наредните месеци по 2 нема да добиеме нови вакцини за да можеме да го имунизираме населението. Јас сум сигурен и ве уверувам да беше ВМРО ДПМН на власт со сиот капацитет, исто како што се нуди сега и во опозиција, бевме обвинувани за тоа, ќе направеше се што е во негова моќ за да не биде ваква ситуација. Нас не треба силна акција, нас не треба многу работа. Не ни требаат празни флоскули, популарни постови на Facebook и стикери за да може да ги праќаат подржувачите на власт. Нас не треба акција, не треба стратегија, не треба план, а верувајте ВМРО ДПМН тоа го има. Еве уште еднаш го повторувам ставот и го елаборирам. Онаму каде што мислат дека ние можеме да помогнеме, ги ставаме нашите капацитети комплетно на располагање. Имавме и мини дипломатска турнеја, председателот Мицковски, подпредседателот Николовски, отидовме кај нашите пријатели. Ги замоливме исто како во првиот бран што ни помогнаа со заштитна опрема. И фидбекот од тоа? Ние ги замоливме, но сепак треба да знаеме дека ние сме опозиција, ние во оваа држава плаќаме даноци за министерот да зема плата и да ги работи и ги операционализира овие контакти. Еве слободно нека се обратат до сите, нека ги поканат. Видовме, ние имавме можност. Вие треба да им возможете канал да се сретнат со истите луѓе со кои што се сретнало раководството на ВМРО. Па видете до која мера сме ние донесени, ако опозицијската партија се сретнува со премиери на земји членки на Европска унија, да. Зоран Заев 6 месеци немал таква средба. Александар Вучик јасно кажа дека Зоран Заев премногу верува на оној ковакс механизмот и дека не отворил алтернативни начини за набавка на вакцини, а тоа го прави секој одговорен државник. Вие не можете да го да оставите судбината на сопствениот народ на некој спор бирократски механизам, туку треба брзо да делувате во таа насока. Да. Стојановски, во поглед на деблокада на собранието, нешто за што зборуваме претходно, и во поглед на следното прашање кој што сакам да го поставам, морам прво да прашам како комуницирате во партијата со господинот Мицковски, на кого му посакуваме секако што побрзо закрепнување? Во моментов малку отежнато заради тоа што Зум линкови нешто она.
Па преку оние платформи на комуницирање, преку координаторот, преку потпредседателите, генералниот секретар, имаме и вака лична комуникација, но сепак гледаме да е минимизирана заради тоа што му треба одмор. Би сакал да упатам тука една порака, можеби го гледаат ова неговите дечиња, татко им е борец, брзо ќе излезе. Тешки денови поминува човекот, но мислам дека ќе биде се варет. Во таа насока, каков е ставот на ВМРО-ДПМН за оваа лидерска средба и деблокадата на собранието за кој што говори? Видете, како кажав, тоа е една тема која што се обидува власта да ја наметне во јавноста, како алиби за сите оние закони кои што наводно се кочени од опозицијата за да не може да се испорачаат решенија. Пак ќе кажам, собранието не е блокирано од опозицијата, туку не може да се однесуваат како да имаат 120 пратеници, се она кое што не им одговара да го пуштат по скратена постапка или со европско знаменце. Потребна е дебата, потребно е слушање на молбите на предлозите на опозицијата, инкорпорирање на тие во законските решенија за да им дадеме поддршка. Еве тука ќе споменам еден друг пример. Имавме ние 40 амандмани за пописот, ниту еден не ни беше прифатен. Не може да очекувате вие дека ќе имате консензус со сите политички чинители, кога со 62 пратеници вие ги силувате процесите во собранието. Ги силувате, сепак е легитимен начин на одобрување на таа легислатива. 62 пратеника се мнозинство во парламент. Па видете, не можете вие да отварате такви поглавја во општеството кои што бараат консензус и од политичките чинители и од сите општествени познавачи чинители на целокупното општество, а да ги притискате и без при тоа да прифаќате никакви амандмани од опозицијата. Затоа велам, потребен е диалог, потребен е консензус. Во моментот кога ќе сакаат да отвориме консензус за повеќе важни прашања, ние ќе почнеме да ги поддржуваме тие законски решенија и не е точно дека блокираме, туку тоа е уште еден балон пуштен во јавноста за да служи како аргумент за нивната неспособност. Разговорот ќе го завршиме со истото прашање на кое што го имам поставено и на некои колеги од ВМРО-ДПМН. Тоа е, бидејќи, оваа цела тема со пописот, кој што од една страна власта вели ќе се случи како и да е, веќе се е нели организирано, од друга страна опозицијата, реториката на опозицијата е дека тоа се прави во услови во кои што не може да се прави, да не ги повторуваме понатаму. Ако се случи пописот како што е предвидено од 1 до 21 април, ќе се попишете ви? Видете, ВМРО-ДПМН е за статистичка операција која што ќе ги даде и реалните показатели на состојбите во Република Македонија. За таа цел, еве да ви известам дека во собранието веќе е поднесен оној предлог закон за стопирање на законот за попис. За неважење на со повеќе од 100.000 потписи. Ајде да ја почекаме судбината на тој закон, па да видиме што ќе се случи со целиот попис. Затоа велам ако се случува пописот, како да почекаме да видиме што ќе се случи, но сепак би сакал една сигурна здравствена гаранција заради тоа што не може вие преку ден да ажурирате членство, навечер да е полициски час, а вие да пуштите 35.000 невакцинирани попишувачи да влезат во стотици илјади домаќинства, односно над 500.000 домаќинства и тоа ќе биде најголемиот кластер во Република Македонија. Тоа ми е јасно, меѓутоа ајде ќе го почекаме законот па ќе видиме што е излогот. Благодарам на поканата. Благодарам секако на одвоеното време.